Оваа трибина е посветена на прекршоците и размислувајќи како да дојдеме до најсоодветно решение, се прашувавме дали глобите се соодветни или не се соодветни. И така и отидовме со тоа што еве веќе во првичните дискусии се постави проблемот околу фактичкото несоодветност на одредените парични казни, јас би рекла, и покрај тоа што тие во законот се именувани како прекршоци. И она што е особено исто важно е што во сите последователни закони, каде што има одредби за прекршоци, тие глоби се многу високи. Прашањето е што сакат да се постигне со такви високи казни, имајќи прво во предвид дека станува збор за прекршоци, второ, имајќи ја во предвид материјалната состојба на граѓаните во Република Македонија, имајќи ја во предвид економската состојба во Република Македонија и можноста овие прекршоци да бидат извршени во смисла на наплаќање од страна на населението, кое што во дадената ситуација едва и крај со крај врзува, а не да може да издвојува толку високи глоби какви што се предвидени со законот за прекршоци и другите закони каде што има прекршочни одредби. Друго е прашањето како тие завршуваат во текот на една судска постапка, дали постои можност утре задутре, ако овие решенија бидат на некој начин укинати или вратени на повторно постапување, колку граѓаните, колку оние луѓе кои што биле изложени на такви високи казни, се во можност и ќе бидат во можност да ги повратат тие пари и како тие пари ќе бидат повратени. Зашто ова го велам? Заради тоа што искуството кажува дека судските спорови се многу спори спорови и дека реизвршувањето скоро да е невозможно, или да кажам дека кога доаѓа во предвид некое реизвршување, основано се поставува прашањето и на камата. Дали некој кој што не е основано, дали некој кој што на крајот се утврдува дека зел некакви пари, глоба, прекршок, може да го задоволи владењето на право само со враќање на износот кој што го земал, без да го плати надоместокот за такво несоодветно земјање. Само едно прашање. Зошто се превисоки прекршочните казни? Чекаве, ти не беше на трибината, тоа се дискутираше цело време. Според вас, зошто се превисоки? Тоа провејуваше цело време таму и колку ги тангира меѓународните стандарди според европските човечки конвенции? Прашањето е многу комплексно. Она што прво треба да се каже е дека донесувањето на закон, меѓу другото, мора да се води сметка за неговиот квалитет. Во квалитетот на тој закон треба меѓу другото да се има во предвид што е целта на донесувањето. Значи, ако е целта на донесување на овој закон такви високи глоби, тогаш автоматски се поставува прашањето зошто такви високи глоби кога населението не е во можност тоа да го плати. Дали Секретаријатот за законодавство има дадено некое свое мислење во врска со висината, јас не би можела да кажам. Веројатно тоа во парламентот можат многу повеќе да го кажат. Меѓутоа, она што е особено важно е тоа што со овие високи глоби не се постигнува целта на казнување. Со овие високи глоби се оди кон, да кажам, некој реваншизам, кое што не може да биде цел на прекршокот. Ако е сторен прекршок, треба да се гледа начин таквиот прекршок да не се повторува
Значи, да се превенира, за тоа постојат други механизми, како што знаете дека има многу и опомени, можности да се изрекува. Изрекувањето на опомени скоро да е многу ретко, а ние можеме само да предпоставиме дека вака зголемените казни или вака големите глоби се со цел да се полни буџетот. Парите како не придонесуваат според вас. Па знаете како, јас лично сметам дека дисциплинирањето не треба да биде во првиот чекор со такво казнување. Значи, прво за некој да биде дисциплиниран, треба да се укаже во што е тоа нешто што он треба да го да работи на начин за да не дојде до такво казнување, односно до таква глоба. Прашање е колку државата обезбедила услови за такво некакво однесување. Тука под условите е многу широк, и тука многу работи треба да се третираат и предпоставувам дека во текот на дискусијата и тоа ќе биде еден од елементите на размислување кој предлог и какви заклучоци од оваа трибина може да произнесе. Што се однесува до меѓународниот сегмент, меѓународните норми прво пропишуваат, како и националната норма, дека казнувањето не може да биде двојно, за една иста работа не може двојно да биде казнуван, што многу често кај прекршоците и кај кривичните дела може да се случи. Понатаму постапката на фер постапување е исто така доведена во прашање и она што е особено важно е кој ја одредува таа глоба. Имајќи ја во предвид висината на глобата, органот кој што ја одредува не може да биде изедначен со суд. А кога ќе дојде предметот веќе во суд, мислам дека целта на одземање, целта на осиромашување, целта на оневозможување да работат граѓаните кои што биле казнувани веќе се постигнало. И враќањето назад е навистина неизвестно и тешко. Значи, се една реченица, сметате ли според ова вие што го кажевте дека ова висока казнена политика негативно се одразува врз економскиот систем? Апсолутно дека негативно се одразува врз економската моќ и состојба на граѓаните. Што се однесува до полнење на буџетот, тоа веројатно треба некој друг да прашате зошто се трошат тие пари, како се трошат, меѓутоа дел од земените, да речам, глоби, секако дека не се со цел на подобрување на некаква состојба во делот на едукативниот сегмент. Мислам дека едно ревидирање на ова, да ја речам, казнена политика и преку тоа што е прекршочна политика, мислам дека е потребна и тоа за целокупната јавност во Македонија, да го има во предвид владењето на правото, да има во предвид општо прифатените меѓународни норми, да има во предвид правото на собственост, заради тоа што и со вакви високи казни или глоби се нарушува да некој начин или се интервенира и во собственичкото право, и прашањето на баланс, прашањето на пропорционалност на она што е сторено со изречената казна е нешто што е од особено голема важност и кога се одредуваат казни, кога се одредуваат глоби, тоа треба да се Најважно во случајот ние сме сите свесни дека е тоа така, како да се измени? Значи тоа е така. Како да се измени? Може да се прво мислам дека во Македонија е многу слабо застапена дебатата. Еве, една од причините зашто се организираат вакви трибини, токму е тоа, да можат повеќето луѓе да дојдат, да го кажат своето мислење. Јас и на самиот почеток кажав дека градоначалниците на градот Домакин е поканет, градоначалникот на Битола е поканет, за да ги пренесе, ако ништо друго, барем видувањата на нивните сограѓани и да дадат и они некое свое мислење.
Дебатата е важна за да се презентира проблем, дебатата е важна да се види на кој начин и како граѓаните сметаат дека тој проблем може да се разреши. Затоа и овој совет работи преку тие 3 столба, значи тоа што е наука, што е теорија, тоа што е пракса и тоа што е меѓународен сегмент на решавање на проблемот, се со цел да се дојде до најдобро решение и да се имплементираат во пракса уставните темелни вредности. Не само да се зборува што е темелна вредност, а таја фактички да не фигурира во секојдневниот живот и особено во процесот на донесување на закон.